Браво, Ада! Супер си! Супер! Место? Уште како мала имав голема желба, бидејќи гледав доста документарни филмови и емисии, како се работи во другите земји. Бев фасцинирана и воодушевена од работењето на службените куќиња. Посакував да го работам истото, си викам еден ден и јас би сакала да го работам тоа. Три нивоа на обука: основна обука, специјализирана и континуирана обука. Основната трае 8 месеци, специјализираната, значи во зависност за каква специјалност ќе биде службеното куќе, трае од 3 до 6 месеци, и континуирана обука, значи која што се прави еднаш месечно, значи од прилика околу 9-10 дена. Долколку има потреба да се излезе на терен, да се оди, значи да се прави некаде претрес, дали ќе биде во стан, во куќа, или пак ќе треба да се оди на аеродром или на граничен премин, доколку има потреба за службено куќе, значи за оружје, за муниција или за дрога, ќе можам, значи јас да додам со Аде. Ада има 7 месеци. Искрено да ви кажам, на почетокот не беше лесно. Нормално секој почеток е тежок, но се вклопивме супер со работење, значи со посветеност, пред се и смиреност, мора и трпение да се има кон службеното куќе, да се разбира, значи што поточно куќето сака, значи мораме да знаеме што можеме тој ден, на пример, додека работиме, најдоброто да го извлечеме од него. Со Ада супер работиме, се вклопивме и се надевам дека понатака ќе имаме многу успеси. И јас како водич и Ада нормално како службено куќе, па и целата наша единица. Пред се ми беше предизвик, бидејќи од расата белгиски овчар малиноа. Тие се едни од потемпераментните раси, сакаат да доминираат, но со Ада, значи супер се вклопивме. Правиме вежбовни активности и во станицата тука, и надвор станицата, обично во градски парк, на стадион, во трговски центар, каде што може, значи, да се вклопат со вребата од луѓето и автомобилите. Мислам дека после ова повеќе жени ќе се охрабрат да бидат дел од единицата за службени куќиња. Се надевам дека понатаму ќе ги гледаат и нашите успеси, ќе бидат мотивирани, и тие што имаат желба и љубов, нели, да работат со животни, особено со куќиња, ќе дојдат, значи ќе бидат дел од нашата единица.